започнува уште едно издание на емисијата Одблиску со на телевизија Мега. На самиот почеток морам да кажам дека навистина ми представува особена чест и задоволство, затоа што моја и ваш денешен гостин е еден мој колега, долгогодишен новинар со 37 години искуство позади себе, би рекла пример на сите нас помладите новинари кои што го гледаме пред се, ја следиме работата и од кого што навистина премногу имаме да научиме. Би рекла доајен во македонското и видолското новинарство, но пред се доајен во репортерството. Добар ден за господинот Пеце Стефановски. Добре дојдовте пред се во мојата емисија. Навистина ми е чест и задоволство. Еве што од една страна јас како млад, искусен новинар во оваа професија имам можност да поразговарам токму со вас кои што долги години сте дел од оваа професија. Добре дојдовте во мојата емисија. Аре, ти благодарам. Навистина ми е задоволство. Нели во работата си имаме убав однос, ведар однос изградено помеѓу себе, така да и карактерот на оваа емисија ќе ни помогне уште повеќе да навлеземе во тие релации. Значи, благодарен сум. Така, се надевам дека навистина ќе си имаме убав разговор меѓусебно, како што кажавте, си имаме и добар однос, бидејќи секојдневно се гледаме токму на настаните кои што се случуваат во нашиот град. Јас верувам дека битолчани и цела македонска јавност навистина добро ве познаваат, но ете, целта на мојата емисија е што поконкретно да ве доближиме, ете, посебно до оние помлади генерации, да ве запознаат уште повеќе. Во самата најава кажав дека 37 години сте присутен токму во новинарството, така? Навистина долги години, големо искуство позади вас. Времето очигледно брзо минува, како еден виор мима поминато и сите мои ретро напливи расположенија, кога си ги отворам пред себе, сето тоа е некое чувство сепак исполнето со задоволство, бидејќи колку да имало и горчливи работи, и нервози и стресови, ова е професија која што еднаш ќе ве опфати. Тоа е еден вирус од кого нема лек и трае. И трае и еве четвртата деценија наскоро се надевам дека ќе ја завршам. Така да, во основа, задоволен сум. А иначе, како што кажа, ме познаваат навистина секаде. Меѓутоа, многу често ме чуди, иако најдолго сум во телевизиското работење, најчесто ме познаваат по гласот. Патуваме секаде, дури и во странство и со луѓе разни. Вие не сте новинарот? Да. Тој, јас сум Пеце Стефановски, да. Ве познав по гласот. Сега, значи, фацата што се вели, не им остава толку впечаток колку гласот. Ете тоа е. Така, навистина се тие многу интересни моменти кога кажавте дека токму новинарството е како еден вирус, токму јас кога почнував со оваа професија, токму тоа ми беше кажано дека кога еднаш ќе навлезеш во професијата, нема да сакаш да се отргнеш од неја. Ете, околу 2-3 години сум присутна во оваа професија, слободно можам да го потврдам тоа. На самиот почеток од оваа емисија би сакала да се навратиме на вашите почетоци. Почетоците какви беа вашите почетоци? Како се сеќавате? Невообичаени, да речеме. Ако иницијално се вратам на моите најпрви почетоци, тие беа на многу рана возраст. Во моето основно училиште, Тодор Ангелевски, каде што учев, имаше радиостаница. И по некое чудо на тие селекции, интервјуа на задолжените наставници, ете, јас ја добив довербата и 2 години, 7 и 8 одделение, бев, значи, водител на радиопрограмата на сите тие радиоемисии во моето училиште. Дури се сеќавам на крајот од 8 одделение, кога
тогаш не бавеше деветолетки, кога требаше да се разделиме, така еден трогателен ламент напишав во смисла дека ќе ни останат спомените, виорот на годините ќе не однесе по патот на нашите судбини и така натаму во тој контекст. И бидејќи снимена беше, не беше во живо таа емисија, и гледам моите колешки тогашни, солзи на очите сите, едноставно ги расплакав. Тоа е тој прав почеток, што се вели, како студент во Скопје, пишував ваму-таму по нешто, меѓутоа најмногу пишував во тој период за факултетскиот зборник. Тоа беше една високонаучна публикација, а ја имав таа комоција како најдобар студент на генерацијата. Моите статии, главно стручни, посветени на студиумот, да имам врата отворена од тогашните уредници, многумина од нив беа академици, повеќето се починати, но се имења кои што траат во македонските заложби за изградување на државата. Јазикот, литературата, филолошките трудови и така натаму. Тоа беа тие такви почетоци. Така, значи вашите квалитети веднаш беа препознаени од останатите. Она што ме интересира, како се одвиваше вашата професионална кариера? Вие сте биле уредник на неколку телевизии, тука во Битола, дописник за телевизијата А1, моментално работите како дописник за националната телевизија Алфа. Ете, како се одвиваше вашата професионална кариера? Многу кратко ретро ќе направам. Значи, започнав во така наречените фабрички весници, во земјоделскиот комбинат Пелагонија. Имаше весник со многу голем тираж, 8.500 екземплари се печатеа. Впрочем, толку и вработени имаше за секој по некој. И тука многу елементарни работи ги научив од технички аспект. Сложување на весник, тогаш за прв пат дигитализацијата се пробиваше, меѓутоа основните подготовки мораше да се исцрта на шпигли весникот, па имав цицерометар, големината на буквите, урнех ми беше дневниот весник Политика, како да се сложи наслов, каде да се постави фотографија, ако е поголем текст да не биде чаршав, туку да се разбие, да има динамика. Сето тоа го имав тоа чувство за естетика и технички многу брзо го совладав. Тука се научив и да фотографирам. Нормално пишувањето на машина, немаше тогаш компјутери, не ни предпоставував, не зборуваме пред 40 години, така дека тие машини кои што има многу мала информатичка мој ќе засема огромен простор, како овој цел простор, една машина која што сега би била 10 пати понемоќна од еден обичен оперативен компјутер. Такво беше времето. Значи, ниту се знае одредени софтвери, ни Windows, ни ништо. DOS системи беа, така да ги наречиме. Во тој период на машина се пишуваше, потоа се сложуваше на шпигли, па сето тоа во печатница одев на шпалти го сложував не со тие графички работници таму, значи тоа беше техничкиот дел. Веднаш сфатив дека многу битно е за новинарството, дека дизајнот, естетиката, како да се сложи технички, како да се напише. Тоа веќе го умев и за тоа треба дарба. Значи, како да се направи, се учи. Повеќе или помалку, сите не можат еднакво успешни да бидат, но најбитно е да се изгради инфраструктура на извори на информации, да се дојди до тие извори на информации, да се добијат релевантни податоци или приказни или истории, зависи. Значи треба, еве како помлада новинарка, би ти сугерирал,
кога нешто работиш, однапред да ја знаеш целта која ти е. Треба ти некаква цел да и за тоа треба да си подготвена. Колку си повеќе подготвена, толку полесно ќе можеш да дојдеш до посакуваните информации. Еве, денеска имаше можност една работа заедно. Ја работевме со говорникот неколку пати го вратив. Токму Затоа така. што не бев задоволен од квалитетот на кажаното. Тоа што имав потреба да го прашам. Значи, не е срамота еднаш, два пати, три пати да си ја постигнеш целта. И после полесно ќе ти биде за работа. Тие работи брзо ги сватив и научив многу. Да речеме, тоа беше главно на селска средина, јас градско дете, кога отидов не разликував пченица од јачмин. Научив се за земјоделие, ги научив сите терени и сето тоа добро функционираше. И потоа животот ме однесе во други медиумски лавиринти. Значи, сум работел во првиот дневен независен весник Република. Тоа е сега историја, меѓутоа факт е дека бев дел од тој проект кој за жал после 6 месеци изгасна и кој дојде пред своето време на демократските процеси во Република Македонија. Меѓутоа ние бевме тие што излеговме со транспаренти да го крениме својот глас. Јас да се пофалам, го носев, не чуваа иначе 600 полицајци. Не знам што мислеа дека ќе ја правиме нојтали на долги ножеви или не знам како. Меѓутоа, од Париската буржуаска револуција, француската, нормално, имаше едно од тие најголеми имиња што беа покрај Робеспиер, Даламбер и така натаму повеќе имиња, една мисла остана која што јас ја носев како транспарент. Слобода за печатот или смрт. И таа мисла е парадигма за сите генерации наваму што доаѓале и ја чувствувам дека навистина на печатот му треба слобода повеќе или помалку и така натаму. Значи тоа е еден период од тоа. Потоа од 1993 година доаѓаат оние периоди, иначе за во интерес на гледачите. Таа мисла слобода на печатот или смрт била од Дантон, еден од првите соработници или содружници на Робеспиер, познат адвокат кој значи е имал таа доблест, накрај завршил и тој на гилјотиња. Таква била судбината во тоа бурно време, кога се создавала демократијата и колевката на таа демократија во Европа. Сега, овде пак почетоците се со создавањето на локалните телевизиски медиуми. 1993 година се појавува една А1 телевизија, а во Битола се појавуваат на Благоец, тогаш бев еден краток период, 3 месеци начело на телевизија Тера и телевизија Орбис во тој период. Излегуваат. Па за чудо преку соработката на телевизија Тера со А1 реализиравме директни преноси тука неколку дена од Домот на културата со Интерфест, со разни искуства и случувања се случуваа тука, меѓутоа успеавме да го реализираме преносот и еве од тој период тоа ми е во сеќавање заедно со А1, нели подоцна кој можеше да претпостави дека 13,5 години од својот работен век во најгледаната и најреферентна телевизија и воопшто медиум А1 телевизија ќе бидам, кој што, да речеме, вестите во 19 часот има рейтинг според анкетите 38% на гледаност, а сите тие други дневни телевизии со национални концесии има само 19%. Значи, 2 пати повеќе од сите заедно. Тоа беше еден страшен рейтинг, меѓутоа многу захтевен медиум за работа со многу обврски и дури ги имавме воведено
преку Герман Филков, кој беше една година во Лондон. Тој ги донесе тие стандарди, ние ИСО 2000 стандардот за организацијска работа го введавме, а регионалните дописници, како јас што работев, имавме таа среќа да ги усвоиме BBC стандардите во работењето. И така натаму, а еден пропадна, последно завршив во Алфа телевизија, 6-7 години сум тука, а исто така претходно имам работено во синдикалниот весник Трудбеник, 7 години бев директор и главен уредник на Битолски весник и така натаму, многу искуства, многу приказни, многу истории, еден голем капитал во мојот живот и во мојот професионален ангажман. Така, навистина долгогодишно и богато искуство позади вас и она што ме радува, што не радува сите нас, младите новинари, е тоа што можеме да учиме од вас. Так. И вие секојдневно, постојано сте отворени за таа комуникација. Значи, често знаете да ни сугерирате кога нешто е добро или од друга страна кога нешто и никогаш не се лутам нели на било кој коментар, туку отворено го прифаќам. Е доволно голем за да не ми се лути никој. Значи, има тежина тоа што ќе го кажам. Така, во секој случај. Нашата работа, новинарството е навистина захтевна работа, би рекла, пожртвувана, има и лоши и убави моменти. За работно време не знаеме, бидејќи во секое време може да се случи некоја неочекувана случка, некој неочекуван настан. Еве, кои се оние некои убави работи, некои инциденти кои што во текот на ова долгогодишно искуство вас лично ви си имаат случајно нешто поинтересно да споделиме со нашите гледачи? Да бидам искрен, за тоа можам романи да пишувам, имало многу навистина. Дури имам и неколку книги напишано, кои што, еве, некако, како врви времето, се помалку имам храброст да ги објавам. Можеби ќе си дојде нивното време. Едната е новинарска работилница за локални медиуми. Тоа би било добро четиво или добар практикум за младите новинари како вас. Сепак, треба многу финеси, тоа е захтевно во смисла на подпора на литература на други авторитети. Јас некако го напишав како едно свое видување, набаре јас располагам апсолутно со сите тие стандарди, но е напишана и не е проблем, можеби некојаш ќе биде белден. И втората е мои соговорници, имав околу 500 емисии во живо, со најрелевантните личности од светот на политиката, на власта, на интелектуалниот свет, универзитетски. Се што нешто значело во Македонија биле мои гости. Никогаш не било проблем, можеби друго време било тогаш, да ме одбијат. Не сум, да речам, овај ме одби не дојде. Сите доаѓа, од министри до премиери, до председател на држава и така натаму. Еве, Стојан Андов 6 пати ми бил гостин на емисија, Бранко Црвенковски 7 пати, покрај нив, да речеме, и повеќе министри и личности, велам, кои што навистина се со многу сериозни ангажмани, но доаѓа. Позадината на сето тоа што се разговарало, едно е јавно во емисија, меѓу другото во позадина, еве вака со вода, со кафе, што кажале, како кажале, тоа си има сосема друга димензија и, да речеме, во тие разговори излегле работи што никојаш немал можност и да ги чуе, освен јас што ги знам. Може би тоа еден ден ќе излезе на белден, но времето ќе го покаже. Од искуства, не знам што повеќе или што побрзо би можел да посочам, ама ајде еве два случаи ќе кажам. Едниот е, да речеме, во Могила по некое чудо или случајност,
аферата со птичиот грип, ако може така да се речи афера, тоа беше состојба, јас ја открив прв. И после тоа, како една лавина, почна да се тркала цела една ситуација, дури Стаса могила да биде ставена во карантин. И тука постојано доаѓаја екипи, новинари, значи доби политичко, здравствено, епидемиолошка димензија од највисоки размери, невообичаено за Македонија, дури примероци се пратија во Лондон, па се потврди дека еден примерок има птички грип, затоа се одлучи да се постави карантин. Се што беше птица од гулаби, од мисирки, од пајки, од кокошки, се беше уништено, им се плати штетата на луѓето. Новинарки од Скопје многу интересни ми беа, ни учени теренци, даја со маски на лицето, свилени и галени, и така натаму ние влегувавме во кокошарниците со овие со микрофоните и така натаму. И како да е уреднициве, тогаш ми се чини Чомовски беше главен уредник во тој период, побара линк вклучување во живо од Могила. Една напната атмосфера, вечерно време, 19 часот беше, темници, цело село излезено в кафана, изнапиени. Ние со Славко, градоначалникот, тука ќе разговараме каква е општата состојба и веќе не вклучија во програма, разговараме и едно време еден така малце согрешен, меѓутоа во основа беше алкохолизиран и ни дојде од затворот, не знаеш што ќе се случи така. Моја реакција на тој градоначалник од негова, тоа ти излегло некој циркус невиден. И кога се правеше ретро таа година, на еден телевизија за смешни настани, број еден беше тој го вртеа, не би беше многу пријатно, ама факт е дека се случи. И тоа се тие непредвидливости кога веќе сега впроче имаш ти искуство за изборите, беше во Прилеп те гледав и така натаму, какви се тие моменти и настани. Така? Втора работа уште ќе ја кажам, со колешките, еве твои, малце повозрастни, честопати, знаеш ти дека сум јас голем шегобиец и знаев многу пати адреналинот да им го кренам. Оти така стварно тргнавме во истражувачко новинарство, во аналитики, по црните точки на случувања и ги зазеде сите ними еден висок ниво на адреналин и почна тоа со срце и душа да го работи. И сега многу пати ќе се јавев на некој, дали разма, шо има? Така, главниот извор, бомба пукнала или не знам, пожар се случи. Рипај, скокај, ќе им кажев, и сега како да ми се осветат, јас многу внимавав да не наседнам на такво нешто, а на два пати успеат да ме наседнат. Едниот пат беше некој пожар, ми се чини беше, рекоа дека е, се дури го најавив како прилог за утринска програма, Сафет Бишевац беше тогаш уредник, и веднаш ми кажа дека не е така, ама веќе јас најавив и уредникот ми рече, тој мајсторе ме викаше така, вика мајсторе, добро ти направиле, кога знаеш толку. И вториот пат беше па уште понескодно. Одиме во Новаци, во црквата Успение на Преспета Богородица и тука беше владиката Петр. Сега, овој уредникот на Орбис Куновски, никогаш со него немав правено мајтапи и го употребија него како алатка. Абе ми вика, јас рече не бев таму, а тие се нашле, тука пиеле кафе, како да ме зафркнат. Владиката Петре снегарне, а имаше тој порано мака со срцето, тоа го знаев. Како без неарне тука, така наводно на болница. Јас телефонот одма вртам кај Лазо Котевски, градоначалникот на Новац. Викам, градоначалниче,
Оставив со владиката Петребе, што е работата, слушам нешто. Што збораш бе сега ќе видам? И тој бр, не мога се. Каде го владика, како си добар бе. Зошто? Абе, Пеце Стефановски ми рече нешто неарен си бил со срцето на полицата. Абе, вика, или тој има излажено, или некој него го има излажено. И се дешава такви работи. Ете, тоа е. Може и многу работи да кажувам, ама тоа е вака доволно мислам. Така, во секој случај на вистина убави, но од друга страна ете и некои немили ситуации, Добро, но во секој случај ни останува дружењето. Од работата, така е. Новинарството од една страна како професија, но од друга страна јас би рекла гледам на новинарството како на занает. Вие кажавте дека кога се работи токму оваа професија треба да се има поставено една добра цел, новинарот или репортерот да знае што е она што го сака. Вие сте токму таков човек, веќе однапред имате замислено како ќе го реализирате сето тоа, токму пред да го снимаме овој разговор, пред да започнеме со снимањето, ми кажавте дека дури кога ги снимавте вашите емисии, во секоја секунда камерманот знаеше што треба да направи и како да направи. Така. А и бога ми вестите кога ги уредував и кога ги водев, сценаријата ми беа топ. Не да се фалам, секојаш настојував да биде тоа како што треба. А дури во еден период имав толку голема меморија, кога водев вести, никогаш не одев на тоа вестите, најавите да ги читам. Сега е незамисливо. Јас ги кажував и така едно по друго ги поврзував меѓу себе работите и секојаш имав некои дуковети досетки и поенти. Сега некои сака сејрот да ми го гледат во следните вести. Така, едните вести се во 17, другите, да речеме, во 20 час. За чудо истото ќе го кажев и ќе го повторев и во тие вести, и ако имаше нешто продолжение од некој настан, ќе го дополнев, ќе го додадам. Тоа беше време, период на мојата врвна меморија, а ја имав од секој. Бара многу концентрација, но значи покрај енергија и мерак, сака мерак да си има во тоа. Така, се согласувам, без љубовта не може да се успе, ако се нема токму љубовта кон новинарството. Ете како долгогодишен новинар, уредник во телевизија, она што ме интересира, како ја оценувате токму денешната, моменталната состојба во оваа професија? Како беше порано, како е сега, ете да направиме некоја паралела? Новинарството, да речеме, од секогаш сум го гледал како занает. Тоа е јавна професија со многу одговорности, меѓутоа и малку Njegошевски треба да се гледа како Njegош вели никој чашу меда не попи док е чашом жучи не зали. Значи има и благи и горчливи моменти, едноставно треба да се сака и треба да се трага по вистината. Денешно време мислам дека е најтешко, најмногу сме го достигнале дното од разни аспекти, од општиот амбиент во државата, а имало секогаш обиди, значи професијата и персоналитетот на секој да биде супремиран, повеќе или помалку. Сега, да речеме, порано можеше некако персонално човек да се одбрани, денес е многу потешко, затоа што робуваме на концепти и стратегии на медиумите такви како што се. И рамките на делување во тој простор се такви какви што сте. За жал, нема истражувачко новинарство, иако многу сакаат да се фалат, да се обидуваат. Едноставно, пазарот е премал, финансиската моќ на медиумите е таква да не може тоа да обстои од проста причина истражувачкото новинарство е скапа работа. Еве да речеме едно CNN, тие нивни медиумски тајкуни ги осигуруваат на своти
со милиони долари, било што со нив да се случи, семејствата им се обезбедени. Тие го сакаат тој адреналин и може да ризикуваат кога знаат дека фамилијата што со нив год да се случи. Било каде, во Индонезија, во Пакистан, во Ирак, во Афганистан, значи во Сирија, во сите тие жаришта места кај што има и декапитации, нели глави сечат, се гледа тоа, одат. Од проста причина што е решено. Од друга страна сега, медиумот. Ако кој е тој медиум што може да издржи финансиски, например, еве сега да земиш нешто да го истражуваш. Месец дена да го истражуваш, а ефектите какви ќе видат не се знаат. Но и колку год да се поволни ефектите, колку еквивалент месец дена да не си присутна во програмата, само еден производ да го донесиш, па сето тоа да има финансиска логика за собствениците на медиумите и менаџерите нормално. Тоа е скапа работа. Значи, сакам да речам, времето си е тешко и предизвиците допрва ќе ги воочуваме. Како ќе одат работите натаму, не знам. Какви се состојбите во државата, такви се и во медиумските куќи, во медиумскиот простор, персонално кај секој и така натаму. И затоа во сите тие времиња многу луѓе, условно речено во новинарската фела, испогинале. Фала му на Бога, еве, толку години, скоро 4 децени, сум обстоил, некогаш имало моменти на искушенија, меѓутоа во ниеден момент не сум помислил да бегам новинарството, да одам во други некои сфери. Ете тоа. Сега би сакала да го оставиме малку новинарството настрана, бидејќи како што и кажува насловот на мојата емисија од блиску со, од една страна да ве доловиме малку поблиску до нашите гледачи професионално, но од друга страна да ве доловиме поблиску од аспект на приватен живот. Она што би сакала да го споделиме со нашите гледачи е тоа дека вие сте влюбеник во патувањата, секое слободно време го користите токму да отпатувате некаде, по-конкретно секој слободен викенд од она што постојано комуницираме на терен на настани, гледате да одите во соседна Грција до Траки. Но на самиот почеток би сакала да го споделиме вашето патување во Египет. Може и Египет, така. Но ако сакате, може и последно патување ми беше во светата земја, во Израел и Палестина. Така, ајде да почнеме од тоа. Пред 2 недели беше сето тоа, уште силно ме држат впечатоците. Светата земја е нешто што инклинира кон три вери. Јудеизмот, исламот и христијанството. Само христијанската вера има своји 3,8 милиарди следбеници. Значи, речи си, најголемиот дел од популацијата во светот е за тоа заинтересирана, ако може барем некогаш да стапни на светата земја. Јас имав таа среќна околност со сопругата со која барем 4 до 5 пати годишно патуваме на далечни дестинации. Ова нова година и тој период така да ги поминиме на Аџилак. И сега слободно, еве, можеш да ме викаш и Аџи Пеце Стефановски, Аџилако, таа титула. Зошто? Затоа што ние ги направивме сите тие адети и поминавме на сите тие места. Од слетувањето на Телавив, па Јафа пристаништето и потоа бевме во Назарет, во Витлеем, во Ерусалим, на Галилејско море, на Мртво море и се што е светилиште врзано со Месијата Исус Христос, ние го поминавме, па дури некои обреди. Еве, само еден сегмент ќе кажам. Ги посетивме сите места каде што Исус Христос во Библијата, барем како што е пишено, ги направил своите чуда. Водата кога ја претворил во вино, или да речиме
кога со 3 риби и 5 леба се сретнал со рибарите на Галилејското море. Тоа така и е опишано во Библијата. Ајде, две реченици ќе цитирам на старословенски. Ходеше при мори Галилејсјам, Исус учен видија два братра Симона, нарицајашта го Сен Петра, значи моето име е или Симон или Петар, и Јакова Заведеева братра jego, и се сретнале со нив и го направил тоа чудо сите тие следбеници на рибарите да ги нахранат. Бевме на Галилејско море, исто така ручавне риба како тие што ручаре пред 2000 години. Поминавне со брод, се извозивне, а цела битка меѓу Палестина и Израел на тоа место во Блискиот исток токму за таа вода од Галилејското море, односно езеро, се водела. Тука од сириските планини слегува реката Јордан и како во Охрид Дрим што излегува према Струга, тука има излезиште кое потоа завршува во Мртвото море. На самото излезиште тука има баптистериум или крстилници, преградено тие брза вода, и тука сите што сакаат да се покрстат или да си го потврдат покрстувањето. Пошто ние со сопругата сме од христијански семејства кои ја почитувале христијанската традиција, си го потврдивне, пошто сме крстени, си го потврдивне со еден обред, со тие ризи бели платнени, и традицијата вели тие како што се водени во реката Јордан, тие треба така да се исушат и да се чуваат, и кога ќе дојде периодот на упокојување, да не облечат во нив. И така ќе си ги чуваме. Значи, тоа е света руба за нас што се вели, а иако водата ладна, значи зборуваме непосредно тука периодот крајот на декември, почетокот на јануари, и таму е зима, меѓутоа кога излеговме, не почувствувавме ниту јас, ниту сопругата нешто да е ладно. Напротив, некое возвишено чувство на пречистување и така натаму, и си велам, сепак има нешто, има некоја мојки, има енергија на тие простори, светлината од космосот чинам дека е дојдена, и понатаму после продолживме другите. Бевне Витлеем, тие местата каде што се појавила звездата, па Назарет и најмногу Ерусалим, светиот град. Тука имавме можност, да речиме, патот на страданието на Исус Христос, од кога го осудиле да му стават тој венец од трња, или тој пат се вика Вија Долороса. Тоа се едни стрмни скалила места, кај што има 14 пунктови скалила или врати тие ги вика. И секоја нешто означува е врзана со историјата. Например, третата врата, и постои тоа место, тоа ти е етсе хомо. Како студент со тој израз, значи етсе хомо значи сепак човек. Го изрекол Понције Пилат, кој бил управник тога на римската област таа што се наоѓала таму, и кога гледал како го носат Исус Христос, рекол етсе хомо, значи сепак човек, не е божество на самото тоа место. А како студент кај Ниче имав едни трактати со тој наслов, средна. Не знаев дека од тука тоа го поттикнало, таа мисла прочуена. На четвртата порта тука е познатата Стабат Матер или солзите на мајката. Кога го носеле од страна не и дозволиле да го допри, меѓутоа местото останало така наречено. Или, да речиме, погоре таму на следната порта, Симон Киријанинот, тој бил начилак, дојден во Ерусалим и го натерале да го придржи Исус Христос. И со раката кај што е подпрено, се означува. На шестата порта, девицата Вероника зела се сожалила
со крпа му го избришала окрвавеното лице. Тој на неколку места крстот бил многу тежок и припајал се придржувал и кога избришала на крпата ликот на Исус Христос се оцрта. И така натаму до горе до Голгота го качиле, каде што во 15 часот во петок починал, а пошто евреите саботата е неработна, неделата е работна, саботата не е, веднаш потоа го ставиле на плочата на миропомазание. На таа плоча и ден денес миро се чувствува. Со крпи ние носевне и многу работи купивне од таму за осветување, ама и многу носевне аманети што се вели. И тука на миро мириса. Таа е последното место и веќе тука е и гробот и местото каде што воскреснал и така натаму. Нешто вонвременско неповторливо, храмовите каде што благата вест ја слушнала Мајката Божја дека иако девица дека ќе забремени, осенување со од Светиот Дух таа светлина, или пак на Тавор или Табор, гората горе се качивме, каде што било она што го велиме, сигурно се слушнала свето преображение, кога првпат негов лик светнал и му се појавиле пророците Мојсија и Свети Елија и на тоа место ние бевне. Навистина се тоа свети места и така аджилокот го заокруживме во една целина. Например, кај Маслиновата гора 2000 години маслинки растат и се уште дава плод и тука е та стената кај што се помолив, кај што на своите ученици им раскажувал дека ќе дојде време кога ќе почнат неговите страданија, него пот му течела и крв од лицето, а тие 3 пати заспали. И сето тоа се случило, сега е изградена на прекрасна црква на народностите, на повеќе националности од светот. Нешто прекрасно, али каменот тука стои. Меѓутоа во гробот, да бидам искрен, ги ставив сите работи што беа за осветување и се помолив. Реков, Господе, дај здравие мене, на моето семејство, на моите пријатели, на моите колеги, на моите роднини и на нашата држава, ако можеме да си ја спасиме, затоа што многу мрак и големо бреме надвиснува. Тоа си го помислив, тоа го реков и излезот е 1,30 м, тешко се излегува таму, излегов некако со грбот наназад, да не го свртам мојот грб на гробот на Исус Христос. И така, многу впечатоци има за Египет. Египет е, како да ти речам, мисирот ја викаат земја. А овие други земји, меѓу кои Израел тука граничи. Израел граничи со Египет, али тука први комши им се Јордан, Либан, Сирија и Турција. И сите тие заедно на времето ги викале Левант. Тоа било. Египет бил мисирот затоа што бил изблик на раскош, на богатство и на род. Дури и Херодот, како историчар, кога ја посетил, најголемиот историчар на човечката цивилизација, напишал Нил е дар на Египет. Потечението на Нил, значи тоа е држава, не знам дали имаме време да довршиме. Па накратко, да. Значи со 1.000.000 квадратни километри, со 100 милиони жители, 90% е пустина, се што се случува канали, меандри и сливот на Нил низ северноафриканската пустина. Меѓутоа, толку бил дарежлив, толку умееле, храна сами обезбедуваат, па дури и извезуваат. Тоа е, да речеме, Нил. Имавме можност да бидеме со сопругата во Кајро неколку дена, во крузер, сместени токму
на Нил. Ја посетивме Гиза со пирамидите, тоа е нешто вонвременско и неповторливо. Бевне на Парадизо, коралното острово со прекрасни корали, значи нуркавне, под вода уживавне во сето тоа. Бевне на сафари, со баги возила возевне, си скачивне на една стрмина од кај што може феноменот на Фата Моргана. Значи, реално, видното поле е такво да не може да се види вода море, ради прекршување на таа светлина, феноменот на Фата Моргана може да се види. Така, со вас на вистина има премногу да се зборува, но од друга страна ќе кажам вистинско задоволство е човек да ве слуша и да учи од вас. Так. Бидејќи за жал времето полека, но полека ни истекува, еве на самиот крај уште едно кратко прашање покрај сите обврски активности што ги имате во текот на денот, колку време имате за некои слободни активности, како што кажавте токму, дел од вашето време го користите за истражување, за читање на интернет, но колку време имате да излезете на кафе на широк сокак, да го испиете со вашите пријатели, со вашите блиски, дали тоа е секојдневие? Секојдневие, бидејќи работниот процес така си го имам организирано. Значи, во канцеларијата многу малку седам, каде што е опремата техниката, исклучително за техничкиот дел од работата, монтажа, значи да се дојде до финалниот производ. Тоа трае многу кратко ради мојава рутина и мојот соработник, снимателот и монтажер Стефче Крстевски, кој е уходен, брзо работи, го знае мојот ракописна работа. Тим сме едноставно, ова е тимска работа, да знаеш кога ќе дојдеш да правиш емисија, точно снимателот треба да знае која позиција да изгради, што да прави, како да работи. Да се со мене повеќе би ги терал да работат, да бидам искрен, да не ми замери снимателот, многу повеќе, подинамично сето тоа се прави, може и покреативно, но добро. Се со време, полека, тоа го имаме. Другото време ми е моје врталиште интермецо, но дневно задолжително со некои од колегите се гледаме и тоа е тој дел. Следниот дел е, да речеме, дома нешто вести, телевизија, нешто читање, еве сега последно сум обседнат со Израел, со Ерусалим и светите места, навлегувам подлабоко во таа историја од пред 2000 години што се случувало. Од друга страна, исто така, имам голема библиотека на книги, неколку илјади книги имам и од време на време ме фаќа ешта и имав јас голема мака, да речеме, бидејќи нели студиите ми донесоа некои референтни знања кога читам, цело време да правам некоја вивисекција, задлабочени анализи, едноставно да не уживам толку во четивото, туку да се мачам со пораки како било шо било. Сега последно време пак наоѓам некоја литература која ми е интересна. Еве имам уште една книга да ја дочитам за Мадам Тисо, нели со восочните фигури. Сега моментално излегов од периодот на француската буржуаска револуција што пред малку ти ја споменав и после ќе биде фазата кога заминува веројатно во Лондон да живее и да работи, тоа е следната нејзина фаза. Тоа го читам, претходно го читав Солженицин во првиот круг, нели автор и Нобеловец со Архипелаг, ГУЛАГ и така натаму, таква литература, а се имам впечаток дека пак на младост ќе се вратам на старите добри руски мајстори на литературата како Достоевски, Толстој и другите, оти тоа е врвот на
креативноста што го дала човечката цивилизација. Така, мене на самиот крај ми останува да ви се заблагодарам што бевте дел од мојата емисија. Навистина уште еднаш ќе потенцирам дека ми представува особена чест и задоволство. Ќе ви посакам токму она што вие си го посакавте пред се. Добро здравје, уште многу успехете. Секојдневно се гледаме. И многу патувања. И многу патувања во секој случај. А во план ни се и ќе патуваме. Така, дај Боже да ви се реализираат точно голем број патувања, бидејќи секојдневно се гледаме да се останете таков шегобиец како што сте и да не засмејувате нас останатите колеги. Ви благодарам уште еднаш од се срце. Ви благодарам, драго ми беше, а не. Почитувани, дојдовме до крајот на уште едно издание на емисијата Одблиску со мене. Ми останува само да ви се заблагодарам за вниманието со кое што не следевте. Се разбира да ве поканам и понатаму да останете на оваа фреквенција. Довидувања.